Прво да ве прашам, за да тоа го симнеме од дневен ред. Гумени чизми имаше ли потреба за оваа наводна поплава во Сејо? Гледам дека демантиравте дека сепак се работело само за некакво прскање, некаква цевка за парно. Да, имаше една цевка пукната за парно во сутеренот на специјалното јавно обвинителство. Се случуваат такви незгоди, повеќе се случиле во специјалното јавно обвинителство во однос на дотрееността на зградата која е во која сме сместени, иако ја реновиравме, иако се трудиме да биде се во ред, се случуваат такви. А тоа и дома ни се случува. Да, беше докази се обезбедувањето на време реагираше. Имаме и некои сензори за таа работа кои алармираат. Докази, хартии се натопија, но докази важни нема уништено, значи докази има за предметите, а штета исто така има, ама таа е материјална, не во докази. Борам да ви кажам сега, вие не знам дали памтите, јас памтам малку подолго во времењата која немаше компјутери на почетокот на 90-тите, се случи една таква поплава во подрумите, ако не се лажам, на Централниот регистар. И тогаш се поплави и се уништува некои материјали кои што беа врзани за приватизациите во Македонија. Не знам дали памтите, ама од тогаш вака ивента сензитивност и тие приватизации не се отворија. Повторно важно е во овој случај да се каже и тоа дека многу пати сум го кажала и тоа и во овој момент ќе кажам дека се што влегува во специјалното јавно обвинителство веднаш се скенира. Тоа е пракса на работа веќе во судот подолго време и во обвинителството започна. Таа пракса ја преземавме и ние, можеби не од почетокот, но од кога сме во оваа зграда, практично све се скенира и доколку има многу материјал се формира веднаш екипа која во приоритетна задача им е скенирањето, така да нема опасност од тоа дали некој доказ го нема. Сега нормално процедурите ќе траат околу санирањето.